е заради тоа што го прави владата која Може би, меѓутоа едно вакво однесување сигурно дека не може да биде само производ на такво однесување. Зошто да не може да биде само? Еве зашто, да ви докажам. Постојат значи ред медиуми, не сакам да ги именувам, меѓутоа тие се печатени неделници и дневници и телевизиски медиуми, кои што постојано вртат иста песна, кои што според мене, иако ја сакам да ви кажам дека јас сакам да бидам критичар на владата, сакам да бидам критичар и на партиските процеси, меѓутоа сум таму кај што треба. Јас ви кажав и во собранието сум подготвен да разговарам за сите демократски обструкции на системот. Сега вие ми ширите темата со прашање. Не, вие ширите. Јас ви кажувам дека сте единствен човек кој за себе тврди дека го размислува филозофски, кој Орвел го поврзал со опозиција. Па ви реков, станува збор за софистицирана примена на перење на мозок, што е едноставно категорија која што можеме слободно да ја врземе со Орвел. Затоа што станува збор за една клика на неделни, дневни вестници и телевизии, кои што ги вртат истите приказни. Сега да не правам некоја лоша споредба, која што вие направивте со одредени медиуми кои што пред малку ги спомнате. Не треба да го пишува тоа за кое ви мислите дека значи вртење исти приказни. Треба приказната да ја вртат, меѓутоа објективно, а не да делува како да доаѓа од одредени центри, да делува како навивачки, да делува баш онака како што кажува. Може ли да сумираме? Може ли да сумираме? Може да сумираме, да видиме дали ќе се сложиме. Јас ви слушав 10 минути во ваше договорење за проблемот. Како го почнавте? Рековте. Опозицијата правеше кампања која предизвика тензии кај народот, значи велите дека правила кампања која вие оценувате како лоша. Медиумите пишуваат на начин кој предизвикува тензии кај народот. Кампања. Поред да одиме. Да одиме поред. Значи, јас мислам дека би требало опозицијата да праша некој од ВМРО ДПМН како да прави кампања, за да не биде ВМРО ДПМН изнервира. Уредниците на вестниците треба да имаат дежурен човек од кај вас, официр за врска, кој треба го праша што да пишеме денеска за да не ги изнервираме луѓето од ВМРО ДПМН и сите да бидат задоволни. Ја прашам ја сериозно. Дали вие мислите дека 99,999 од нервозите не се од власта, како и од секоја друга власт? Власта е тоа што одговара пред народот, но не е опозицијата. Опозицијата има обврска. Вие амнестирате од било каква одговорност опозицијата? Доколку не се докаже судски поинак. Зборуваме за политичка одговорност, а ја можам да зборувам за таква затоа што се занимавам со политика и вкрстувам политички размислувања во собранието. Вие владеете. И не можете вие да амнестирате оној што ги почнува работите и кој што ги доведува во една ваква ситуација. Па ја ви кажав, треба вас да прашам каква кампања да прават. Треба опозицијата да праша власта каква кампања да прави. Вие сакате да кажете дека е дозволено да направите кампања во која што ќе ги измешате прво лончињата. Тоа е мој проблем. Дозволете сега да развијам мислата. Значи ќе ги измешате лончињата, ќе ги занемарите законите, ќе си повикате рекетари од Кочани, ќе си дадете пари, ако го заштедите времето до Кочани. Палки, пиштоли се и после тоа ќе ги амнестирате оние од опозицијата. Многу брзо. Ве молам, ја мислам дека не ви држите. Ќе дојде многу брзо до Кочани. Ќе дојдеме. Секоја политичка опција прави кампања како што не зи одговара. И вие немате право да ја кажете на опозицијата како да ја прави. А од каде ви на вас право да ги амнестирате од одговорност? Затоа што власта организира избори. Таа ја одговара за избори. Власта организира избори. Меѓутоа во процесот на изборите не учествува само власта. Тоа е прашање на референдум. Дали председателот на ВМРО ДПМН не го прифати референдумот? Зошто го прифати референдумот со своите најави за 10% кои ги прифати? Мислам дека не е во ред да ги коментирам изјавите на председателот, меѓутоа на партијата, но ќе си дозволам. Мислам дека таа изјава е дадена согласно неговите демократски уверувања за тоа како да се практицира власт. Референдумот значи прифати. Ама не сакам да ме сватите како апологет. Оди е поред. Не е прифатен затоа што станува збор за проценти кои што кога ќе се избројат оди е поред. Се многу слични на позицијата. Ако ги признавате гласовите како гласеше партијата на Арбен Џефери Мендух Тачи, можеме да разговараме, ама ќе дојдеме до тоа. Одеме поред. Вие тврдите дека сте биле на овие избори спровоцирани. Можеме да го сумирам тоа како така. Кратко и јасно. Па мислам дека може. Кој ве провоцираше во изборот за вашите партиски функционери во ВМРО ДПМН општински, кај што пукавте едни на други, во Кратово, кај што пукавте едни на други, во Демир Хисар и други места?
Зошто пукаше функционер, односно активист на ВМРО, кон активист на ВМРО на ВМС? Кој го изнервира тогаш? Па добро, едноставно тоа е едно од прашања кои што се недопадливи и станува збор за една процедура која што имаше своји проблеми. Меѓутоа мислам дека се Но факат е дека и таму пукате. Не спорен. Кој ве изнервира спорен. вас, еве, како Филип Петровски, кога ве прозваа дека на студентските избори сте организирале кршење на кутиите? Кршење на кутии имаше од кандидатот Игор Миќев, кој е ваш член. И неговите луѓе. Како мислите мене кога ме прозваа? Вас ме прозваа на студентските избори како човек кој го организирал тоа, а Игор Миќев беше кандидат. Тоа не е потврдено и мислам дека малку излегуваме од рамките на Еве ја ќе ви ги расправа набројам. која што Ја ќе ви ги соодветна. набројам. Затоа што вие можете да кажете многу работи кои што Се случил излегуваат. инцидент населен на сите избори кои во оваа држава се направени, вклучително црковни, студентски, внатрешни во ВМРО, председателски, локални, кои ги прави вашата партија. Мислам дека не е Заклучок, така. сите избори што ги правите сте склони на пукање. Без оглед кој е од другата страна. Не се сложувам од проста Еве ги причина. фактите. Не мора да се Тоа може да бидат нели факти на кои што вие ќе се повикувате. Не се други. сложувам. Ево ќе ви Дайте ми кажам. други. Ево, Социјалисти ќе ви организирале општинска, СДСМ организирале, либерали организирале, либерал-демократи. Ниједна друга партија, освен вие и Џафери, не пукате едни на други кога имате политички различни мислења. Кажете ми ПДП, верете. Еве сега вака. Кажете ми Кајанди Баран партија. Ќе дозволите ли? Да. Еве вака. Мислам дека малку се несоодветни генерализирањата. Не, тоа се факти, нема генерализирање. Прво, ја не порекнувам дека станува збор за факти. Меѓутоа, генерализирање на сите ниво, мислам дека е несоодветно и ќе зборуваме во следнава насока. Мислам дека доста од работите се подметнуваат на партијата, што не значи дека вонатре партијата нема некои луѓе кои што треба да подразмислат на одредени нивоа какво ќе им биде однесувањето, но тоа сепак е процес кој што трае. И сега можам да ви кажам дека примерите се несоодветни и дека не можете вие да ја прозивате партијата сакајќи по секоја цена, да речеме, на одредено место таа партија да изгуби, затоа што ако добие партијата, односно ВМРО допомогне, ако добие на одредени избори во одреден град, тоа е недемократија, односно тоа е насилие. Дозволете сега да ви кажам ја што мислам. Ја ве слушнав. Не беше во Кратово. Ја ве слушнав. Сега дозволете ја да ви кажам. Се случи избори локални во Куманово, така? Да. Општинската изборна комисија ги поништи одредени избирачки места, требаше да се оди на втор круг. Апелациониот суд ја уважи жалбата на опозицијата и изборите се завршија. И сега тоа ли е демократија? И тоа ли е мирно завршување на изборите, визави, да речеме, примерот во Охрид? Ја мислам дека не. Може би таму, дозволете, може би таму во Охрид било вака, меѓутоа во Куманово може би не се пукало, но имаме исто недемократски избор, ако сакате да збориме низ партиски визија. Петровски, вие сте организатор на стадион, еден обичен фудбалски